ние како Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, сакаме да ги демантираме наводите на бившиот дополнителен заменски министер за организација на изборите, кој што беше запоседнат во просториите на Министерството, и начинот на кој пристапува во однос на информирање на јавноста со цел деградирање и девалвирање на сите проекти во изминатото кои што се реализирани и сите успешни проекти, почнувајќи со доделување на земјоделското земјиште, понатаму со доделување на субвенциите на земјоделците во изминатиот период, па со постигнатите ефекти од сите успешни проекти, вклучувајќи го и денешниот, каде што го нападна проектот кој што почна да се реализира од 2010 година, а кој што се однесува на мерки за инвестиции во руралните општини, мерки кои што значат подобрување на животниот стандард и квалитетот на живење во руралните средини, изградба на системи за канализација, одводна канализација, фекална канализација, комплетно за изградба на канализациони системи во населените места и изградба на локална патна инфраструктура која што поврзува две населени места во одредена рурална општина или едно населено место со регионален пат или едно населено место со туристичко, археолошки локалитети, културни објекти, верски објекти и така натаму. И мерка која што значи инвестирање во делот на организирање на културно-уметничкиот живот и подобрување на културните активности на земјоделците и населените места во руралните општини кои што имаат потреба од уредување на плоштади, на културни домови на културата, значи на историски објекти, уредување на плоштади, изградба на тротоари и така натаму. Само за потсетување во насока на демантирање на она што го изнесе денес Љупчо Николовски од Социјалдемократскиот сојуз е тоа дека од 2010 година па до 2015 година одобрени се средства во вкупен износ од околу 3 милиарди, повеќе од 3 милиарди денари за повеќе од 387 проекти. Значи одобрени средства во трите инвестициски мерки кои што претходно ги спомнав и во периодот од 2010 до 2012 година објавен е оглас на кој што можат да аплицираат општините за своите рурални населени места за користење на овие средства. Значи финансирани се 74 проекти во износ од 181 милион денари на огласот за реализација на проекти од 2010 до 2012 година. Понатаму се продолжува со оглас во 2013 година за кој што оглас во програмата за рурален развој за повеќе годишни инвестициски проекти, дека овие проекти се повеќе годишни, се реализираат во повеќе години. Се работи за инфраструктурни проекти, за изградба на патишта, за изградба на културно-историски објекти, за инвестиции во канализациони системи. И за таа цел на огласот од 2013 година аплицирале општините и одобрени се 134 проекти за во која што програма биле одобрени 1 милиарда и 400 милиони денари, а согласно тендерските постапки постигнати се износи од 902 милиони денари за овие 134 проекти. Најголемиот дел од нив проектите се завршени, а само сосема мал број се во завршна фаза. И тука не е застанато, бидејќи тезата и изјавата на Љупчо Николовски беше дека
не се инвестира или заборавени се селата во Република Македонија и воопшто не е инвестирано во руралниот развој во општините. Само за подсетување дека не сме застанале во 2013 година, туку и во 2015 година објавивме оглас. Некаде на средината во годината беше јуни месец. Во јуни месец објавивме оглас на кој што аплицираа повторно сите општини кои што имаа подготвено проекти. И тоа беше и е огромен потенцијал на средства кои што владата на Република Македонија преку програмата за рурален развој ги наменува за оние општини кои што никогаш не се во состојба да соберат толку средства за да можат да испорачаат вакви услови на граѓани. И повторно аплицирале на тој оглас во 2015 година сите општини и одобрени се 178 проекти за одобрен износ од 2 милиарди денари. Исто така поголем дел од проектите кои што во соодветни постапки општините си ги започнале, веќе се реализираат. Нормално тие се повеќе годишни проекти и се очекува да завршат во 2017, некои во 2018 година и нормално средствата кои што биле определени во програмата за општините да си ги добијат. Ако не е успешна таа мерка, ние немало да објавуваме после првиот повик во 2013 година, па во 2015 година, него се покажало дека средствата кои што се обезбедуваат за тие проекти и кои што се реализираат, наидуваат на одобрување од жителите во општините, овозможуваат за поврзување и полесна комуникација помеѓу жителите во тие населени места, посебно за земјоделците, да можат да имаат поквалитетен живот, подобар, подостоинствен, бидејќи во минатото воопшто ниту еден денар пред 2006 година, ниту еден денар, ниту едно евро не се вложувало во општините. И тоа ние сега заедно со директорката како представници на Министерството и новаа влада не го кажуваме вака само декларативно, туку тоа многу добро го знаат граѓаните, а доказ за тоа е, еве може да го повикаме Николовски заедно со целата негова тајфа од СДСМ да го посетат општина Карвинци. Нека посетат, еве денес бевме во посета да направиме увид, да види што значи разлика од неговото време, кога неговите претпоставени имаа можност да ја водат државата, дали знаат жителите на руралните општини што значи асфалт да се стави помеѓу едно и друго населено место. Ама денес тоа го гледаат. Реално се поставува асфалт и тоа се нарекува изградба на пат во должина од околу 8 километри, кој што поврзува повеќе села. Значи проект вреден повеќе од 40 милиони денари. Тоа е само во една општина и еден проект од 2015 година. Ама не е проблем тоа што господинот Николовски го кажува и сака да профитира или да ја намали вредноста на овие проекти. Тоа граѓаните го знаат и земјоделците и сите жители на општините кои што имаат аплицирано за овие проекти. Проблемот е тоа што од заслепеноста на нивната револуција и тенденцијата да се руши тоа што е изградено, сакат да престават или тие не го гледаат тоа или не сакаат да го видат и сакаат да им пренесат на граѓаните дека тоа не постои. Меѓутоа ќе порачаме на Социјалдемократскиот сојуз тие нека продолжат со нивната револуција и со боење и со сквернавање на она што е изградено. Не знам само дали ќе се дрзнат да отидат да сквернават вакви инвестиции, бидејќи ќе се соочат сигурно со оние кои што се корисници, кои што ги користат ваквите проекти, сигурно. И би сакал да истакнам дека не може да ја потценуваат интелигенцијата на народот и на земјоделците. Земјоделците и жителите на сите општини кои што имаат рурални подрачја многу добро знаат што значат средствата обезбедени од владата преку програмата за рурален развој во изминатиот период во 3 огласи за 387 проекти за износ од околу 50 милиони евра. Овие се реални проекти
започнати, може да се проверат низ различни процедури, како јавно достапни информации, и ако само малку имаат добле со Социјалдемократскиот сојуз, да се пуштат помеѓу луѓето, да прашаат или да ги погледнат проектите. Меѓутоа, најверојатно заради заслепеноста од револуцијата и од желбата за сквернавање и за уништување, па не можат да го видат она што реално изградено, ние ќе продолжиме понатаму да ги помагаме општините во реализација на овие проекти и да испорачаме средства и јавни добра кои што ќе бидат означени за жителите на овие општини, за земјоделците, во функција на развој и на земјоделството, ама и за подобрување на квалитетот на животот и стандардот на жителите на овие општини.